Скопјанецот заразен со западнонилска треска кој се уште е во тешка состојба и се бори за живот. Вирусот го фатил во земјава. Според епидемиолошкиот извештај, тој не бил во странство, одмарал на планина покрај езеро во Македонија. Епидемиолошките податоци земени од пациентот укажуваат дека пациентот не бил на некое место каде што има зголемен број на западнонилска треска. Опоравувањето може да трае многу долго време, така да и не очекувајте драматични промени на дневна основа. Пациентот има и диабет, и хронична недобро регулирана притисок, тензија. Епидемиолозите велат дека за сега нема потврдена ново заразени пациенти со западнонилска треска, а ова го потврдија и од инфективната клиника. Лекарите велат дека освен на времено прскање против комарци, заштита од убоди со спрееви за ваква намена и мрежи на прозорците за да не влегуваат инсекти во домот. Друга превентива нема. Во однос на превенцијата нема некои драстични мерки кои можат луѓето да ги превземат. Се пренесува преку вектор, значи преку комарци, следењето на векторите, нивното систематско и континуирано уништување е секако главната превентивна мерка, употребата на лични средства за против убоди од комарци, различни спреови и така натаму, сега не ги знам ни по име сите како се викаат, спречување на навлегување на комарците во домот со заштитни завеси, мрежи и така натаму, се мерки, некои специфични мерки кои може да се превземат, не постојат. Епидемиолозите порачуваат оти нема простор за паника. Кај поголемиот број на случаи, граѓани што имаат силен имунолошки систем, вирусот западнонилска треска не предизвикува никакви симптоми. Кај помал број предизвикува чувство на настинка, замор и главоболка, а само кај 1%, особено кај луѓе што имаат и хронични болести, може да предизвика сериозни последици, како воспаление на мозокот. Поранливи се децата и повозрасните луѓе, но и кај нив вирусот може да мине како настинка. Овој вирус не може да се пренесе од човек на човек, туку само преку убот од комарец. Во рој комарци може да има еден кој се заразил со западнонилска треска и да го пренесе.